Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, веќе првите зборови од различниот тропак, поетска борба, која што во кратки црти се изнесува, така да се изразам личната карта на празник. Веќе првите зборови ни ја откриваат тајната и величественоста на денешниот. Денеска е, вели црковниот поет, почеток на нашето човечкото спасение и почеток на препородот и обновувањето на природата, на сиот космос од Бога создаден како украс, зададен по животот на човек. И за сето тоа се разбира најголемата заслуга и припаѓа на светата Богомаја, Богородица. За неа во неколку нејзини епизоди од животот, преточени во големи црковни празници, чувме како после 11-тата година помината во женскиот интернат при соборниот храм во Ерусалим, а пред тоа 3 години, во 3-тата година на нејзиниот живот, беше принесена во светиот храм, во ведение на Пресвета Богородица во светиот храм. Значи, кога наполнила вкупно 14 години, таа беше отпуштена од интернатот и секое девојче кој што таму беше носено и воспитувано во таа година го напушташе женскиот интернат со намера да стапи во брак. И тоа беше старозаветна норма, прифатена од сите членови на старозаветната скинија. Никому на памет не му паѓаше од девојчињата кои што поминуваа низ тоа училиште да кажат: не, јас не сакам да се омажам. Таа храбра девојка, која што прв пат на сите им кажа: не, јас не сакам да се омажам, бидејќи сакам да му се посветам на Бог со целиот мој живот. Таков случај во Стариот Завет не знае, не познава, бидејќи институтот, духовниот институт, монаштво во Стариот Завет не постои. И сега Богородица мајка одеднаш им кажува не. Старецот, светиот пророк и прв меѓу свештениците во Ерусалим, Захари, таткото на светиот Јован Крстител, го разбра барањето на Марија. И тој свика собор од 12 старци, свети и посветени луѓе, да изнајдат решение за Марија. И тие се решија од сите безжени мажи во Ерусалим да ја доделат на Јосиф, старецот, веќе во години, кој што беше во брак и во бракот имаше своји деца. На чување, да ја чува, да биде гарант дека Богородица мајка ќе биде згрижена. И таа од тој ден прејде во домот на Јосифа, таму живееше
без да го промени стилот на живење оној интернатскиот. Значи во пост, во молитва, во читање на светите книги, во ракоделие, од целосна посветеност Богу. И во таква една духовна состојба и надзидување на собствената личност и се случи средбата со светиот Архангел Гавриил. Тоа што денеска црквата го празни. И во таа средба светиот Архангел и се представи себе си и ја откри намерата зашто тој дојде. Ја поздрави со прекрасниот поздрав. Радуј се, благодатна е. Господ с тобој. Благословена ти жена. Благословена си меѓу жени. Овој чудесен поздрав на Архангелот ја замисли Марија. Таков поздрав никогаш во животот свој не чува, ниту во светите книги прочитала. И тогаш таа го праша кој си ти, тој ја одговори кој е, а која е причината што си дошол, и тој кажа дека е од Бога избрана да го роди Спасителот на светот. И внимавајте сега, таа му вели, а ова е клучно кажување на Богородица Мајка. За оние што се сомневаат дека таа тајно живеела во некаков брак. А како ќе родам кога не знам за маж? Тоа се зборовите на Богородица Мајка. Не на некој измислен, фантом. Таа му ги кажува тие зборови. Јас за маж не знам како ќе родам. И тогаш светиот Архангел Гавриил и открива како тоа ќе се случи. Дека по силата на Светиот Дух надприродно во незината нераспечатена утроба ќе се зачне и ќе се роди Спасителот на светот. Тогаш Богородица Мајка прифати да биде тоа што Господ планира да направи за светот и за човештвото. И така Богородица Мајка не спасува од гревот во кој што не турна прамајката Ева. Во таа смисла светите отци Богородица Мајка ја третираат како втора Ева. Ева, првата, прамајката наша, со својата непослушност не турна во смрт. А втората Ева, вечната Дева Марија, со својата послушност кон Бога не извлече од самата челюст на смрт. И гледајте, затоа, браќи и сестри, денешното зачатие на Спасителот во утробата на Богородица Мајка се зема како почеток на домостроењето на божествената економија на спасението на човекот и на светот. Нека ни е честит празникот на многаја и благаја лета. Премудрост. Од првото послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните ќе се чита. Да внимаваме. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони или кимвал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да ги имам сите знаења за сите работи, та и толку силна вера што и планини да преместувам. Ако
Ако љубов немам, ништо не сум. И да го раздадам целиот свој имот, да позволам телото да ми изгори. Штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е долготрпелива, полна со добрина. Љубовта не завидува, љубовта не се превознесува, не се гордее, не прави ништо недолично, не бара свое, не се срди, не мисли зло. На неправдата не се радува, а на вистината се радува. Се извинува, во се верува, на се надева, се претрпува. Љубовта никогаш не престанува. Мир на тебе што ни читаше. Премудрост, простом стоејќи да го слушаме Светото Евангелие, мир на сите. Ке се чита од Светото Евангелие според Лука. Еден од фарисеите го помоли Исуса да јаде со него, и он кога влезе во куќата на фарисеот, седна на трпезата. И ете, една жена од градот, која беше грешница, штом чу дека он седи на трпеза во куќата на фарисеот, донесе алабастрен сад со миро, па штом застана при нозете негови одзади, плачејќи почна да ги мие нозете негови со солзи и ги триеше со косата своја и ги целиваше и ги помазуваше со миро. А кога го виде тоа фарисеот што го беше поканил, си рече во себе, велејќи, да е пророк овој, би знаел која е и каква е оваа жена што се допира до него, оти таа е грешница. Му одговори Исус и рече, Симоне, имам нешто да ти кажам. А тој одврати, учителе, кажи. Исус рече, двајца беа должни на еден заимодавец. Едниот му должеше 500 пенези, а другиот 50. Ама бидејќи немаат тие да му вратат, тој им прости на двајцата. Кажи ми кој од нив повеќе ќе го милува? Симон одговори и рече, мислам оној кому повеќе му простил. А он му рече, право пресуди. И кога се заврте кон жената, му рече на Симона, ја гледаш ли оваа жена? Влегов во твојот дом, ти ни вода за нозете не ми даде, а таа со солзи ми ги огли нозете и со косата своја ги истри. Ти не ми даде целив, а таа откако влегов не престана да ги целива нозете мои. Ти со миро не ја помаза главата моја, а таа со миро ги помаза нозете мои. Затоа ти велам, неизи се простуваат многу гревови, оти ме возлюби многу, а кому малку се простува, мала и љубов има. Неизе пак и рече, ти се простуваат гревовите, а оние што седеа со него на трпезата, почнаа да говорат во себе, кој е овој што и гревови опростува? На жената пак и рече, верата твоја те спаси.
оди си со мир. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Ти благодариме, Господи Боже на силите, кој ни удостои сега да застанеме пред Твојот свет жртвеник и да припаднеме кон Твоето милосрдие за нашите гревови и за незнанието на народот. А и на оние што со нас се молат, дарува им Боже преуспевање во животот и во верата и во разумот духовен. Дај им на оние што секогаш со страв и љубов Ти служат, без вина и без осуда, да се причестат со светите Твои тајни, та да бидат достојни на Твоето небесно царство. Премудрост, та секогаш чувани по Твојата власт, Тебе слава да Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш.